речиси 120.000 деца во Македонија живеат во ризик од сиромаштија, покажува новата анализа на детски надоместоци. Тоа значи дека речиси 3 од 10 деца растат во семејства со приходи под прагот на сиромаштија. Најпогодени се многодетните семејства, самохраните родители и ромските заедници. Анализата покажува дека сегашниот систем на детски и образовни додатоци достигнува до само околу 1 од 5 деца, иако потребите се значително поголеми. Експертите посочуваат дека ниските приходни прагови, ограничувањето на помошта на најмногу 2 деца и инфлацијата ја намалуваат ефикасноста на мерките. Предлагаат повисоки надоместоци, поширок опфат и укинување на ограничувањето според бројот на децата, со цел да се намали детската сиромаштија. Македонија во мај речиси целосно ги покрила домашните потреби за електрична енергија од сопствено производство. Според Државниот завод за статистика, произведени се 462.653 мегават часови, што покрива 96,5% од вкупната потрошувачка. Најголем удел во производството има термоцентралите, а веднаш зад нив се хидроцентралите и соларните електрани. Производството од ветерните електрани бележи раст од над 50% во споредба со истиот месец лани. Истовремено, увозот на електрична енергија е намален за речиси 20%, додека извозот е зголемен. Статистиката покажува и раст на потрошувачката на природен газ, додека потрошувачката на нафтени деривати и јаглен е намалена. Податоците укажуваат дека обновливите извори на енергија имаат се поголем удел во домашното производство, а енергетската слика на земјата е поповолна во споредба со истиот период лани. 9 основни судови ќе престанат да постојат како самостојни институции доколку биде усвоен новиот закон за судови. Со реформата, бројот на основни судови ќе се намали од 27 на 18, а судовите во Берово, Виница, Кратово, Крушево, Ресен, Радовиш, Свети Николе, Неготино и Дебар ќе станат судски одделенија. Министерството за правда наведува дека граѓаните нема да останат без судски услуги, бидејќи одделенијата ќе продолжат да работат под надлежност на поголемите судови. Реформата се темели на бројот на жители, обемот на предметите и географската поврзаност. Предлог законот предвидува и промени во апелационите подрачја, можно судиите доброволно да работат до 70 годишна возраст, како и нов систем на дисциплинска одговорност. Законот е дел од владината реформска агенда, а по неговото евентуално усвојување ќе следи 6-месечен период за спроведување на промените. Европската унија одобри 140,5 милиони евра неповратна финансиска помош за Босна и Херцеговина во рамките на програмата ИПА-3 за периодот од 2025 до 2027 година. Средствата ќе бидат наменети за спроведување на клучни реформи поврзани со евроинтеграцијскиот процес, вклучувајќи економски развој, реформа на јавната администрација, управување со миграцијата, одржливо земјоделство и прехранбениот сектор. Од делегацијата на Европската унија во Сарајево порачаа дека унијата останува најголем и најдоследен партнер на Босна и Херцеговина. ИПА-3 е главниот инструмент преку кој Европската унија ги поддржува земјите кандидати во усогласувањето со европските стандарди и законодавството. Црна Гора ја усогласува визната политика со Европската унија како дел од подготовките за членство. Од 1 ноември на државјаните на Русија и Белорусија ќе им бидат потребни визи, а безвизниот режим за повеќе земји ќе биде ограничен до крајот на октомври. Експертите предупредуваат дека промените мора внимателно да се спроведат, за да не се загрозат туризмот и странските инвестиции. Во исто време се очекува црногорскиот пасош да стане значително поатрактивен по влезот на земјата во Европската унија, што би можело да го зголеми интересот за нови црногорски државјанства. Износот на кириите во Германија продолжува да расте и во вториот квартал од годинава тие се повисоки за 4% во споредба со лани, што е над стапката на инфлација. Истражувањето на Институтот за германска економија покажува дека кризата со домувањето повеќе не ги погодува само најголемите германски градови, туку се повеќе се шири и во помалите урбани средини.
Најголем раст на кириите е забележан во градот Келн, а експертите предупредуваат дека недостигот од станови за изнајмување останува еден од најголемите проблеми за граѓаните. Германија ќе инвестира околу 1,7 милијарди евра до 2030 година за дигитализација на возовите, преку Европскиот систем за контрола на возови. Дополнително обезбедени се речиси половина милијарди евра за проектот Дигитален јазол Штутгарт. Новата технологија ќе овозможи побезбедно и поефикасно управување со железничкиот сообраќај, а државата ќе кофинансира до 90% од опремувањето на новите возови. Украина, заедно со 10 европски земји и водечки одбранбени компании, почна развој на нов противракетен систем наречен Фреја, кој треба да представува поевтина алтернатива на американскиот Патриот. Целта е првиот функционален прототип да биде готов до средината на 2027 година. Новиот систем ќе има отворена архитектура, што ќе има возможи на земјите да користат различни радари и компоненти според своите потреби. Во проектот учествуваат компании како Saab, Thales, Leonardo и Eurosam, додека главен индустријски партнер е украинската компанија Firepoint. Проектот треба да ја зајакне европската противвоздушна одбрана и да ја намали зависноста на Европа од американските одбранбени системи. Поранешниот председател на Јужна Кореја Јун Сук Јеол е осуден 18 месеци затвор, условно на 3 години, поради давање лажни изјави за време на председателската кампања во 2022 година. Судот во Сеул утврди дека неточните информации можеле значително да влијаат врз одлуката на гласачите. Јун ги негира обвиненијата и најави жалба. Доколку пресудата стане правосилна, неговата партија ќе мора да врати околу 27 милиони долари државни средства добиени по изборната победа, согласно јужнокорејскиот закон за избори. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека на TikTok е попопуларен од музичката звезда Тейлор Свифт. Во интервју за CNBC тој рече дека неговите видеа имаат милиарди прегледи и дека платформата му помогнала да допре до младите гласачи. Трамп оцени дека TikTokот има големо влијание врз јавноста и повторно ја истакна својата подготвеност да го продолжи рокот за продажба на американскиот дел од платформата доколку тоа биде потребно. Законот во Соединетите Американски држави бара кинеската компанија ByteDance да го продаде TikTok или апликацијата да биде забранета поради безбедносни причини.